При извршениот инспекцијски надзор во правниот субјект Макстиладе Скопје на 15 август е констатирано дека погонот челичарница е ставен во производствен режим на 10 август. На барање на инспекторот презентирани се резултати од извршените мерења од нова филтер постојка, како и од мерната станица поставена во кругот на детската градинка во населбата Железара. Резултатите од измерените вредности на PM10 честички се во рамки на граничните вредности, соопшти инспекторатот. Дека нема видливи емисии во воздухот е констатирано и при визуелниот надзор во кругот на поранешна Железара, Скопје на 16 август. На 20 август повторно е направен вонреден инспекцијски надзор во кругот на поранешна Железара, при што се посетени сите инсталации кои подлежат под А интегрирана еколошка дозвола. Констатирано е дека Макстиладе Скопје не работи од 23:46 часот на 18 август. Побарано е да се приложат резултатите од дневните извештаи за амбиентален воздух од мерната станица во дворот на градинката за период од 1 август до 20 август годинава. И е констатирано во записник дека за тој период нема надминување на дозволената концентрација на PM10. Дента, согласно добиени информации за испуштање на емисии во воздухот, направен е вонреден инспекцијски надзор во инсталацијата на субјектот Радком Скопје за топење бакар, лиење и производство на бакарна жица, при што не се најдени траги од работењето на печката во последно време. Посетени биле и останатите правни субјекти кои подлежат под А интегрирана еколошка дозвола, при што било констатирано дека во моментот не работеле асфалтните бази на улици и патишта и Бауер БГ Скопје. Скопски легури не работи од 2008 година, а работеле Елем Енергетика, Технички гасови и ArcelorMittal, но не биле забележани видливи емисии во воздухот. Единствено инспекторатот констатирал зголемени емисии во воздухот на 11 мај годинава, кога беше пријавен пожар во Макстиладе Скопје во погонот челичарница во делот за старо железо. За овој настан на Макстиладе Скопје му е изречена прекршочна мерка со одлука за плаќање глоба во износ од 2700 евра, која се намалува за 50% доколку се плати во законски рок.